Фала, благодарам. Бенефитот е многу значаен за економија као Македонија, која што пред 10 години кога ВМРО дојде на власт беше една релативно ниско развиена и недиверсифицирана економија. Ако гледате на бројките или фактите, нели пред фактите и боговите молчат, една позната економска поговорка, во овој период со големо влијание на странскиот капитал, македонската економија растеше просечно над 3%, што е многу повисок раст од тој на Албанија, да речеме, или Бугарија. Хрватска имаше негативен раст во регионот. Значи раст на гроз домашниот продукт имате сериозен, имате раст на гроз домашниот продукт по капита преку 30%. Тоа е многу повисок од тој и на Албанија и на Бугарија, а Хрватска е падна за 5%. Значи влијанието на тие инвестиции се гледа низ микро и макроекономските показатели во државата. Тоа е еден аспект. Вториот аспект го гледате на микрониво, а и како се тоа рефлектуира на ниво на една обична средина, да речеме, земете еден град во Македонија, нека биде Штип, да го земеме. Имате странски директни инвестиции таму во значителен обим, кој што број 1 ја намалуваат сериозна небротеност, број 2 донесуваат ноу-хау странски, пристап до капитал, диверсификација на економијата. Луѓето се школуваат надвор пред да почнат да работат, со наша помош многу од тие работници добијат тренинг надвор, значи го зголемуваат своето знаење. Второ, составате основа да тие фирми инвестираат во понатамошен ноу-хау. Дел од тие фирми, како што знаете, отворија своји истражувачки центри тука, на факултетите и така натаму. Тоа е да додате бенефит у кој младите инженери или што знам по која струка да се добиваат дополнителни знаења и на некој начин гарантирана иднина во одредена бизнес шема. Друг позитивен ефект што Христијан го спомна е зголемувањето на извозот. Македонија имаме сериозно зголемување на извозот во последниве неколку години и тоа е директен импакт на странските инвестиции. Сега, ако не се лажам, извозот е над 4 милиарди и од тоа рече си 50%, ако не се лажам со бројките, отпаѓа само на извозот кој што излегува од технолошко-индустријско развојните зони, такси зоните, така наречени. Од тоа имаме ситуација сега да една македонска компанија, тоа е Johnson Matthey, е во топ 17 или топ 20 од 100 најдобри компании во Централна и Источна Европа. Тоа во Македонија порано го немало. Имаме и други ефекти врз услужниот сектор. Кога ние ја напуштивме власта, мислам дека стигнавме до бројка од околу 60 на милиона евра на придонес на домашната економија. Вестеска, тоа не е бројка која што ние бевме задоволни, меѓутоа ние почнавме од нула. И имавме еден друг проблем тука, да одреден број на македонски бизнеси не беа заинтересирани да влезат во трка, да речеме, да добијат договори со овие странски инвеститори. Не беа заинтересирани да инвестираат во своите производи, да станат покомпетитивни. Еден личен пример, јас имам со една фирма македонска, нема да користам имиња, меѓутоа преговаравме за да имаат пристап до 20% од британскиот пазар за еден тип на производи. Зборуваме за металска индустрија. Конкретно, по неколку месечни преговори тие видоа дека не сакаат да работат со странство, затоа што профитот бил мал, требале да инвестираат во алатки и така натаму. Имаше повеќе такви примери. Сам да кажем дека ние сакавме тоа да го зголемиме уште повеќе тој придонес на домашното стопанство санските, меѓутоа треба и домашните бизнисмени да имаат интерес тоа да го прават. Ако имате фирма како Drexel Meyer, да речеме, кој што произведува wire harnessing, тоа е комплициран продукт кој има директно влијание на оперативното функционирање на возилото. Квалитетот на тие материјали треба да биде топ ноч. Значи, тие фирми работа со суплаери кои што имаат договори 10 години унапред. И тие квалитетни стандарди и така натаму, тоа е правено со децении унапред тие бизнес релации. Тоа не можете вие преку ноги да го промените.
Значи, оно што го спомна Кристијан за проект на Светска банка, тој беше одличен проект и за жал ние немавме шанса тој да го довршиме. И тоа треба многу повеќе тука да се инвестира, ако владата, како што најави, сака да ги спонзорира само проектите од странство кои што ќе работа со домашни фирми, треба повеќе да се работи на таа област, да домашните фирми инвестираат во своето производство, тоа квалитетни тестирања и така натаму, за да може да бидат компетитивни. Во моментот голем дел македонските фирми не се компетитивни. И еве лично едно искуство да ви кажам, во речиси 3 години колку што бев јас тука, одев често и на сајми и така натаму, само една македонска фирма видов на сите тие сајми, тоа беше МЗТ на еден од тие. Други ги немаше, овие се меѓународни сајми. Ако не сте таму присутни, ако не знаете што се случува во светот, ако не сте заинтересирани да инвестирате во своите продукти, не може да бидете компетитивни визави странските инвеститори. Само овие се неколку параметри кои што ви спомнав за бенефитот на странските инвестиции, меѓутоа можеме да зборуваме долго време за тоа.